Денес имаме повеќе од 30 пожари на отворено. Од нив 15 се уште се активни, но за жал се појавуваат нови и нови пожари постојано. Моментално се наоѓам над Дојран, каде утрово изби пожар од депонијата, кој што ја зафати околната вегетација и се прошири кон околната населба. За среќа немаме изгорени куќи, туку само една или две куќи кои што се благо зафатени од огнот и имат сосем мали оштетувања. Денес повторно го активиравме ЕУ механизмот за заштита и спасување и побаравме помош во воздухоплови. Топлото време, но и ветрот кој што постојано дува и тоа прилично силно, прават особени проблеми во воспоставување контрола на пожарите. Ја користам оваа прилика да апелирам до сите граѓани или до сите лица кои што живеат во оние полунапуштени села, итно да се евакуираат доколку слушна дека во нивна близина има активен пожар. Нека не чекаат огнот да дојде до селото. Освен доколку не е организирана одбрана на селото од страна на локалните власти, од страна на локалните пожарникари, тогаш е пожелно да помогнат во спречувањето на огнот да навлезе во селото. За жал, во овој момент 5 лица се блокирани во куќа во село Строименци, Свети Николско. Правиме обиди истите да ги извлечеме, но поради огнот во селото тоа е многу тешко. Упатен е еден полициски хеликоптер кој што треба да фрли вода околу куќата, која што се уште не е во пламен за луѓето да се излечат од оваа куќа. Истовремено апелирам до сите собственици на куќи и викендици да изработат така наречен противпожарен појас или мек појас околу своите куќи и викендици, за и во случај огнот ако дојде од надвор кон нивните куќи да не може да го премине тој противпожарен појас кој што треба да е доволно широк за да спречи движење на огнот. Денес имаме тешки пожари на територијата на Дојран, имаме тешки пожари на територијата на Свети Николе, и тоа неколку. Најголемата пожарна линија се движи од општина Свети Николе во насока на општина Куманово. Моментално таму делуваме со 3 ер трактори. Пожари имаме на територијата на Старо Нагоричани, кои што се заканува да зафатат неколку напуштени села од разбиен тип со стари куќи, но и обновени куќи. Исто така имаме пожари на територијата на општина Куманово, на територијата на општина Провиштип, на територијата на општина Кочани, но и на други места за што ќе бидете известени во Вибер групата на ЦУК. Апелирам за крај сите лица кои што ќе се затекнат во села кон кои што се ближи оган, а каде што не е организирана одбрана на селото од страна на локалните власти, итно да се евакуираат на безбедно место, да не чекаат до последен момент и да не се изложуваат на непотребен ризик по нивниот живот и здравје. Нови куќи ќе се направат, но животот на луѓето не може да се врати.